ова издание. Кинески инвестиции во Македонија во образование, телекомуникации, инфраструктура. Аналитичарите велат дека зад интересот на Кина да влијае во новите технологии се крие нешто друго. Кина негира. Гласот на Америка го истражуваше присуството на Huawei во државата. 70% од отпадот во океаните и морињата е пластика, објави Меѓународната асоциација за цврст отпад. Спас се еколошки материјали, алармираат се повеќе компании. Повеќе на овие теми во продолжение. Почнуваме веднаш, останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Во 2016 година македонската и кинеската влада потпишаат договор за кинеска помош во образованието преку компанијата Huawei. Но ова не е единствена кинеска инвестиција што според многумина е начин Кина да влијае во внатрешните работи на државата. Повеќе за ова истражуваше колегата Мики Трајковски. Во септември 2019 година кинеската телекомуникацијска компанија Huawei влезе на голема врата во Охрид. Беше договорено да обезбеди опрема за така наречена паметна училница и конференцијска сала за електромашинскиот училишен центар во градот. Идејата беше и со конференцијската училница меѓународно да се поврзуваат учениците на конференцијски линк за long distance учење, размена на искуства, за од други земји. Овој проект во моментов е во мирување заради пандемијата со COVID-19, но други што исто така инволвираат информатика и образование се комплетирани или се во тек. Во 2016 македонската и кинеската влада потпишаат договор за техничка помош во областа на образованието. Истата кинеска компанија Huawei се обврза да обезбеди опрема во вредност од околу $5,5 милиони за вкупно 23 средни училишта во Скопје, 4 факултети и неколку други институции и редовно овозможува посета на македонски студенти од информатичко-технолошките науки во седиштето на компанијата. Зива Николовски од Институтот за демократија во Скопје ова го покажува пенетрирањето на Кина и во македонскиот образовен систем. И ова е некакво, може да се окарактеризира како некакво soft power влијание во тој дел. Huawei има учествувано и во изградбата на инфраструктурата на претходните генерации мобилни мрежи во државата 3G и 4G, но изградбата на инфраструктурата за 5G мрежата најверојатно ќе биде доверена на друг производител на опрема. Владата на Северна Македонија во октомври 2020 потпиша меморандум со Соединетите Американски држави, станувајќи дел од иницијативата Чиста мрежа, веќе поддржана од повеќе од 50 држави. Имајќи ги во предвид предностите на безжичната комуникација од петата, односно 5G технологијата, овој меморандум за соработка од витално значење за идниот просперитет на нашата земја, од економски аспект, како и за националната безбедност. Речиси сите држави од иницијативата 17+7, која ја предводи Кина, се приклучија на истата, освен Унгарија, Црнагора и Босна и Херцеговина. Николовски вели дека предпазливоста е оправдана. Информациите што би ги собирал Huawei на свој некој софтвер, можат да бидат, ако се побарани од страна на владата, може да бидат злоупотребени од страна на кинеската влада. Николовски е убеден дека поради правниот поредок во Кина, кинеските компании во чии раководство има представници на Комунистичката партија не може да одбијат барање за предавање на информации што кинеската влада ќе ги побара. Во позадина на интересот на Кина за влијание во делот на новите технологии се крие нешто друго, вели универзитетскиот професор по информатика од областа на процесирање податоци Беким Фетај. Може да се создаде ситуација во која може да се влијае на некои бизнис политики да се направи таков избор на политика која не би била согласена со интересите на Европската унија. Сферата на влијание би била доста голема, а исто така и сферата на пристап до податоци, значи за кои стана проблематични и за кои во последно време е обвинет Huawei, дека тоа е сајбер безбедноста на информациите и сигурноста на податоците, значи кои
се пренесуваат преку нивните широкопојасни мрежи. Кина негира незините дипломати при посета во регионот, наводите ги нарекуваат политизирање и инсистирање дека Кина не е безбеден играч, туку долгогодишен партнер во развојот на дигиталната инфраструктура. Токму затоа, аналитичарот Николовски вели дека Северна Македонија треба да биде јасна што сака од Кина. Ако играме на таа карта дека сме членка на НАТО, сакаме да станеме членка на ЕУ, се држиме цврсто до определбите на алијансата и до нашите партнери, тогаш би требало да ја на некој начин преиспитаме нашата одлука кон Кина и да заземеме одреден став. Каква соработка сакаме, до која мера, во кои области, што ќе значи тоа за Македонија и така натаму. Во моментов не гледам одлична политика кон Кина. Гледам многу како да кажам, контрадикторна политика кон Кина, многу адхок политика кон Кина. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. А од другите вести, се повеќе компании се ориентираат кон производство на еколошки производи за заштита на животната средина. Погледнете за еден таков изум направен од ѓубре од океан. Ако сте еден од оние луѓе кои постојано губат нешто, Chipolo е дизајниран да ви помогне. Ги наоѓа работите користејќи Bluetooth технологија. Работи така што го прикачувате Chipolo на предметот, како на пример паричник или ранец, и потоа преку апликација на мобилен телефон може да го најдете така што ќе наредите предметот да почне да ѕвони. Но Chipolo се соочува со конкуренција од други производители, како Tile и Samsung. Сепак, најде начин да се издвои со верзијата Chipolo Океан, која е направена од отпад изваден од океанот, поточно од рибарски мрежи. Our products are made of plastic. Нашите производи се направени од пластика и иако се многу мали, ние не придонесуваме многу за потрошувачката на пластиката. Сепак мислевме дека треба да бидеме свесни и одговорни кон животната средина. Со помош на Ocean Work, организација која има за цел да го отстрани пластичниот отпад од светот, извадената пластика од плитките води се претвора во палети, од кои се прави кутија во која е сместен Chipolo. Со тоа што во производот користат пластика во океаните, испраќаат порака не само до потрошувачите, туку и до другите бизниси дека се е можно, дека може да се почне со малку и да се има голем резултат. Chipolo исто така донираше $10,000 за Oceanic Global, непрофитна организација која поддржува чистење на водите. Во просек на пластичниот отпад му требаат меѓу 500,000 години за да се распадне. Затоа е важно што компаниите како Chipolo наоѓаат алтернативни иновативни начини да ја користат постоечката пластика. Штетниот пластичен отпад во океаните и морињата се зголемува со алармантно темпо. Пластиката за еднократна употреба, како и она од изгубената и напуштена опрема за риболов, сочинува 70% од морскиот отпад, покажуваат податоците на Меѓународната асоциација за цврст отпад. Компаниите имаат одговор за оваа загриженост. Adidas има линија патики направени од пластика извадена од океаните. Патосниците во новиот автомобил Fixer Ocean исто така ќе бидат изработени од пластика извадена од океанот. Во меѓувреме, во Chipolo се задоволни со својот мал придонес за овој глобален проблем. Ние не само што продаваме производ направен од рециклирани рибарски мрежи, туку исто така ја развиваме свеста за загадувањето на океаните. Може би охрабруваме и други компании да почнат да размислуваат на ваков начин и да користат рециклирана пластика. И со оваа информација ги заокружуваме денешните вести. А за повеќе содржини вие можете да појдете на нашата веб страница и на социјалните медиуми. До гледање до утре.